Ниту едно од трите деца пратени на лекување во Турција не се врати. Како да го пратам моето ако знам дека нема да го видам повторно? Потресно сведоштво на таткото на малата Ева од Охрид која не ја издржа битката со лошата болест. Во ниту еден момент државата не постапи како што требаше. Ако почитуваше правила, Ева денеска ќе беше тука излекувана, обвинува Благојче Крстановски во интервју за Независен. Турција не одам во никој случај, затоа што тие деца што ги спратија во Турција не се вратија назад. Како да јас ги знае во прошлата година. Како да го пратам и моето дете тамо, ако знам дека нема да се врати. Да сте вие или да се тие на моје место ќе го пратат нивното дете во Турција или ќе го пратат во Германија, каде што потекнуваат сите протоколи за лечење и најнови медикаменти. Со грудка во срцето на солзени очи Крстановски вели дека Министерството и фондот не им дозволиле да ја лечат нивната ќерка како што тие сакаат во Германија, бидејќи имале договор за соработка со турската болница. Министрот Филипче ниту еднаш не прифатил да се сретне со Крстановски за да му ја објасни состојбата на малата Ева. Лично во моје присуство од Фондот за здравство му се јавија на професорот, јас им дадов телефонски број, професорот во Гисен во Германија им објасна добро ситуацијата, целата ситуација, бидејќи комплексна ситуацијата, не може да се даде точна сума, меѓутоа тој рече во нормална ситуација би коштало од 200 до 300.000 евра и тоа го има во имейл пратено и јас им го доставив тој имейл на Фондот за здравство. Каде затаија македонските здравствени институции, кој од надлежните ќе понесе одговорност за ваквите случаи? Тенденциозно било прашањето дали директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев чувствува одговорност за смртта на малата Ева. Се правдаа дека стапиле во контакт со германската болница, но не добиле понуда за лекување. Стручните служби во ФЗОМ му излегува во пресрет на барателот, при што е направен директен контакт со лекарот од германската болница, кој бил посечен лично од барателот. Понуда никогаш не добивме од болницата Гисен во Германија. Од тука најстрого ги демантираме сите шпекулации во јавноста дека лекувањето во Германија чинело 200.000 евра. Алфа вчера беше во родното Пиштани на 11 годишното девојче. Граѓаните во болка велат, жално е што државата не смогна сили да обезбеди пари за лекувањето. Не се стори, не требаше да се стори, требаше да му се дајат финансии. Ова нека биде само апел до сите идни министри дека жалосно е да се загуби еден млад живот, што финанси за све може да се најдат ако има желба. Без разлика, луѓето од сите околни села, сите мештани, како што може помогнаја, се сочија со тоа, пошто јас имам деца тука што учат со неа, го познаваа девојчето, секогаш доаѓаше со едно капче насмејано. Трогателно, онака, штета и за што не се потрудија малку повеќе и со граѓаните и во државата да донираат повеќе пари за нејзе. Не е важно ако државата потроши 100.000 евра повеќе ако се спаси еден детски живот кој нема цена. Ниту фондот, ниту министрот Филипче немаат чувства, вели скршениот татко, кој пред 3 дена остана без своето најмило, откако здравствените власти не дозволија средства за лекување на малиот Ангел Ева.